Се дебатирали за името на земјава по грчки терк? Зборувајќи за мојата македонштина, истата таа македонштина, јас реков, можете да ме чепкате секоја жица и на гитара, и на алишта дома, и на се. Немојте да ме чепкате македонската жица, од изгубен во времето ќе го барам семето одејќи по жица. Ова влада ќе биде влада на Република Северна Македонија. Јавно го објавив тоа, зошто? За да знаат дека ме боли македонштината. Многу е важно дома да не бидеме обезличени, да не бидеме обезчестени. Кога влевавте во оваа влада, таму пишува влада на Република Македонија. Да не мораме тоа да го смене. Промените на уставот и конечното ратификување на договорот во Грција, тоа станува вековно и трајно и историско, тогаш значи дека ова влада ќе биде влада на Република Северна Македонија. Може ли да дојде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во уставот. Но има различен пристап Македонија во периодот на новата влада на СДСМ. Инклузивен. Целосно со цел да се изнајде решение во кое што ќе биде заштитено уставното име, нашиот идентитет, македонскиот јазик како службен јазик и сето она што представува наша национална посебност. Ова влада ќе биде влада на Република Северна Македонија. Јас верувам дека решението, согласно информациите кои што ги имам, се решенија кои што не задират во нашиот идентитет и нашата национална посебност и во нашето уставно право на името, кое што го имаме. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во уставот. Зошто го тврдам тоа? Зарем ќе кажеме ние на Америка дека сгрешија, што не признаа пред Република Македонија? Зарем Грција може да ја убеди Америка да признае грешка? И другите, 132 или 3 земји, што не признаа. И ние имаме потреба час поскоро да изнаоѓаме решение. Но не ни треба решение кое што ќе не обезличи. Оте ако немаме вредност како посебност, како народ, како нација, кој ќе замине, ќе не удри во тилот во главата. Нема да вредиме. Затоа решенијата се барат со инклузивност, со настојчивост. Премиерот иден, председател на државата, министер за надворешни работи, треба да оди во Грција и да настапува дури на нивните медиуми, да ги убеди граѓаните на Грција кои сме ние. Ние немаме против ништо грците, ние сакаме економска соработка, сакаме да го отвориме до крај границите, да го гледаме тоа што е иднината наша. Но ние одлучивме дека сме македонци. И нашата земја се вика Република Македонија. Ова влада ќе биде влада на Република Северна Македонија. Може таму и некои граѓани се чувствуваат исто како македонци. Нека се чувствуваат. Политички може да загине таков политичар. Но зарем е важно ако загине политичар, политички, граѓаните наши и нашите предци гинале на бојно поле за оваа Македонија. И цело време го донеле Заев да го продаде името. Ајде мајката. Нашиот влог во компромисот е дефинирање на прецизирано македонско име за нашата држава. Име кое е достоинствено и географски прецизно. Република Северна Македонија, со превод на сите јазици. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во уставот. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во уставот. Ви се обраќам јавно и отворено и честно, зборувам пред сите и тврдам да биде на чисто. Нема да дозволам никој да го смени Уставот на Република Македонија. Уставот наш ја гарантира мултијазичноста, е либерален и е проевропски устав. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во уставот.